сите действија кои што ги презема. Се наговестува дека цело Во насока на преземање на действија. Уште многу ми е жал што не можам да зборувам со сите детали. Сега, ама ќе можам за 2 месеци од сега. За 2 месеци од сега ќе можам. Сега, нажалост, не можам. И сега, нажалост, не можам да загрозам истрагата, но за 2 месеци од сега ќе можам. Буквално да зборувам со сите детали. Дозволете ми, ама Значи, да разбирам. Но не можеме да дозволиме овој процес да не го затвориме институционално. И да разбирам дека имате огромен гнев и немате доверба. Не. И јас немам доверба. И јас сум немал доверба, верувајте ми. И јас сум немал доверба. И јас сум гневен, и јас сум бесен. И мојава душа плаче. И моите деца плаче. Дали некој од родителите добија обдукцијски извештај? Значи, Дали знаете кога ви почина децата? Не. За колку време може да ги добиеме? Кога ќе погребам, не ми кажуваат, никој нема кој да не обовести. Мене лично. Не знаеме Од Гутова разбра, бидејќи там така. она кажуваат сосем други работи. А јас истрагата која што ево да се докаже, ве уверувам дека нема никого да поштеди за кој што ќе има докази. Ама никого. Веруваме на зборов. До сега и да ми верувате на зборов. Имате право и на тоа. Имате право и на тоа, но истрагата не е завршена. И до сега, ве молам, колку и до ова звучи несвојствено за еден нормален човек. Ама разликата од она кој што го правеле претходно до она кој што сега е огромна. Сега 11 обвинители работат денонокно на предметот. Знам тоа затоа што го гледам. Сега неспоредливо е она кое што се случувало претходно со она што се случува сега од аспект на процесни действија. Ние не можеме поинаку да говориме за создавање на нормална држава. Се шета Не можеме обвинете поинаку. да ќе ги пуштите на домашно Значи, пред господине, полиција. Министерството за внатрешни работи изготвува кривична пријава по насока на јавен обвинител. Јавен обвинител кој има одреден степен на основи на сомнение поднесува обвинение, а судот е тој кој што носи одлука во насока на она кое што смета дека треба да донесе одлука. Мерката притвор се користи согласно одредби од Законот за кривична постапка тогаш кога може да се користи и тогаш кога треба да се користи, и за тоа одлучува судот по предлог на јавен обвинител. Само дозволете ми она кое што сакам да ви го кажам. Цело време ме повикувате на морална одговорност. Да, повикувам се. И треба да ме повикувате. Вие не чувствувате морално? Чувствувам. И го кажав тоа уште првиот ден. А морално чак. И го кажав тоа уште првиот ден. Морална одговорност треба да чувствува секој еден кој што барем саат време бил на функција од држава. А не па година ден. А камо ли па 30 години? Само си. Дозволете ми само. Искаже министерот како. Дента кој го погребавме полициски службеник, колега. Бев на погреб. Таму бев заедно со директорот на БЈВ, заедно бев со луѓе од мојот кабинет, заедно бев со сите оние полициски службеници кои што оддадува чест на полицискиот службеник кој што загина исто така во дискотека. Не сакав ово да го говорам пред камери, но сакам да ви го сообштам. Зошто сум донал таква одлука кој што сум донал? Таткото на полицискиот службеник 20 секунди од кога го ставија телото, односно стандарот во земја, ме виде дека сум на погребот и побара да го донесе до мене човекот да ми каже неколку збори. Дојде човекот во ситуација во која што беше, сите знаете во каква ситуација може да биде човекот како мој. И ми рече: министер, ве пратам од првиот момент кога се нафативте за оваа функција. Ве гледам како се борите и ве гледам дека се кршите во овој момент. Сакам да ви упатам една порака.
да продолжите во борбата и да го истерате до крево. Немој да се повлекувате. Ова зборови. Цело време вие зборите министри не дозволите да прашање да постави. Да, Повреме полицаја. Јас го говорите за да ви слушам до треба сега да се. Цело време вие зборите. Еве, јавно обвинение. Така. Затоа не си поднесно послушаш. Кој е јавно? Кој е јавно обвинение? Љупчо Коцевски, Љубомир Јовевски и Марко Фурци. Дали еднаш допреа по добрен ден еднаш излегува на крај? Барем поло да излегува. Немаше да се случи ова. Поло да излегува. И вие ми зборете јавното обвинителство ја води истрага. Кој ја истрага бе? Не па не да ни кажат они како да си платиме. Само момент само. Не. Дали се приведени Бесар Дурмиши од сега, министр за економија? Знаете кој му е неговата задача? Така. Дали е претходниот Дритон Кучи, претходниот Бексин Незири? Дали се приведени? Не. Дали се приведени овие и директорите од државни инспекторат? Владко Стојковски приведен? И он е одговор, пошто е одговорот. Или овој Горан Трајков СДС. Не мислам, не ми се свигаш во мојот контекст на ВМРО е И да траеш, ти може да знаеш, да траеш. Значи, у кој својство на не се Кој својство? Има право да се каже. Има право. Нека политико вода да ми кажа Ама на има нас. право, не е политика. СДС ВМРО. Дали од дирекцијата за заштита и спасување, Джеват Салмани од ДЕН, Беким Максути од ДУИ, Адлан Џаферовски од СДС, дали се приведени? Имаат одговорност. Може да Немаат одговорност градоначалниците, па ги пуштите затоа што се Може да пуштите. да или не. Просто да се докажам пак е нели така. Од државниот редовен инспекторат за надзор, од државниот инспекторат за труд, кои се началниците што ги ставите или се шетат таму што ги пуштите на домашно член. И ние збореме за да ми објаснувате за некаква спроведување на процес дека многу се борите. Ова избаѓа дека во себе многу се борите. И ние во себе, знаеш колку се бориме, се мачиме. Тоа сакав да ве прашам, тоа одговорете на луѓето, тоа одговорете на целата јавност. Отидува овие деца што отидува тука, ги гледате на слика. И останаа уште 200 од нив 2/3 доживотно инвалиди, физички и психички. Цел ден град е затворен. Родителите за 2-3 години си ги прекат децата да учат во странство и никош да не се вратат и си ги продават нивните имоти. Дали сте свесни? И ние збореме за вие справедливите правда санкционирате по дојава на јавно обвинителство. Па кои се јавните обвинители? Дали сме свесни кои се јавните обвинители? Дали некогаш ќе мрдаме со прст? Вие кажете ли си 11, не знаете колку има јавни обвинители. 13 они се кажа Алекс. Они се кажа, ние не. Ова како што водите вие целата истрага на крајот испаде дека обезбедувањето од газната и представки да ги бидат криви, тоа е можно и нашите такви стави. Тие што поминале музичаро што е за да Може сега да пробам да ви одговорам. Воопште не се согласувам дека онакој што опозицијата сакаше да го наметне во изменатиот период или че недобронамерно е тоа кое што е фактичко состојба. Зошто? Заради тоа што јас не се сеќавам во Македонија актуелен министер да бил во битка. Во моментот кога вршил Секогаш има пропад. Заради ова не сакам новина. Не сакам политика да правам од ова. Не сакам да правам политика од ова, господин. Не сметам дека овие деца овде треба да го заслужуваат тоа што. Овие деца заслужуваат право. И те како? До како право? И те како заслужуваат селективно. Правда може да има исклучиво само институционално во рамки на институција. Верувајте. Па ние не сме ни помислили за некаква друга правда. Ке додевме тука со пушки Ама истрагата е се уште во тек. 70 луѓе се осомничени до сега. Ова вие кои што го говорите, јас го разбирам гневот. Но не можеме да замишеме пред фактите. Кои се фактите? Актуелен министер е осомничен. Факт. Актуелен командир на полициска станица е осомничен. Актуелен директор на дирекција за заштита и спасување е осомничен. Дали е во притвор или не е во притвор, тоа е мерка која што одлучува судот на начин на кој што одлучува судот. Но факт е дека се осомничени. Актуелен градоначалник е осомничен и не само актуелен. И тој пред него и тој пред него.
Факт е тоа, тоа е факт. Заслужен принуден одмор дома ги пушта. Не ви треба да го затвор тај игра, начално. Значи, јас се извинувам што морам да бидам на ниво на позицијата која што имам и што не можам да го споделам сето она кое што го знам, а е поврзано со истрагата заради тоа што така би ја нарушил. Не можам да ги соопштам сите детали, ама ќе можам за месец и пол од сега. Ама ќе можам. Ветувам. Правда од овој случај мора да има. Ако сакаме да имаме нормална држава, овие деца, ако сакаме да имаме нормална држава, не треба никогаш да бидат заборавени. Само така може да имаме право. Затоа и така не направите не на комеморација за овие во собранието ни било во која институција. Затоа неките сте разговарали со кој со Јула, кој што нениот зет ви е добар пријател со неа. Кој зет? Кој престер, кој јас кај министар, дали сум отила некој прв го гледам? Срамота. Една комеморација не е Кога сум ја кај министар животја? Кој сте не вие така сум јас? Како не те страм, помнам се затвори. Сите протести маршови ги организирам, како не те страм. Министарот прв го гледа, а не, ти ги организираш. Ти кој си, јас сум мајка ми изгубено дете. Странца ти е. Šta си ми? Погледи си създателна ми маскота. Каква е това глупостта, што го мизерија? Може ли да замолам? Прв път го гледам Може ли министър, да јас го замолам да гледам. останеме само родителите Просто и да поразговараме за сето на кој Јас виж човек. дојдоа медиумите, снима. Може ли да ве замолам вас медиумите да останеме само А може ли ние телефоните да ги остават на родителите, за да не отключи некој да се Господи, ако сакате вие родителите, снимајте од семејството. Би ве замолил да останеме само семејството. Снимија, дојдоа, беа тука, да се марите. Кој е он да растата, да ми минува мене? Кој е он? Добре, спирете се малку. Кажи ми, јас на него.